Здраво на сите. Добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. Нашите надпреварувачи, како и секогаш, подготвени чекаат да бидат повикани за да седнат во нивните кабини и да започнат со одговарање на денешните теми. Затоа да не должам, прво ќе ги повикам како и секогаш домакините за денешното издание, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Перо и Ласте. Повелете. Здраво, Перо. Здраво, здраво. Здраво, Ласте. Здраво. Можете понапред малце да дојдете полаче. Така, супер. Како сте денеска? Одлично. Имавте добра партија минатото издание на нашиот квиз. На почетокот почнавме малце, нели, со едно кикшче, ама тоа не ве обесхрабри. После тоа им направивте пресврт, односно изедначивте и на пенали направивте пресврт за на крај 200 евра да ми земете мене. Задоволни сте од тој учинок? Задоволен, да. За денеска знаете дека имате нови противници, ќе треба нив да ги елиминирате ако сакате повторно да се натпреварите за парична награда. Така е. Ќе видам. Да не сакате вие да додадете нешто? Па не само пред емисија за порив да ги поздравам моите најмили керката, син, внуците, баже. Ке се караме, Перо. И така. Сите пријатели, роднини, комши и така. Ти сакаш да видиш дали прво пари ќе земеш, па после да почнеш да поздравуваш, да не речеш после чекај малце од джеб треба да вадиш, за да частиш. Да. Супер голем поздрав и од мене до нив, да сте живи и здрави сите, да навивате за Перо и за Ласте. Секако, ако е тоа, Ласте, Јас ќе ги ти си ги поздрави, дали земал, дали не. Така да, не е важно. Се само. Ако сме подготвени, да не ве деконцентрирам, сега сте домакини, па домакини. Повелете во домакинската кабина. А сега го тука во нашето студио се и нивните предизвикувачи, луѓето кои што ќе пробаат да им ги замрсат сметките. Да ги поздравиме Никола и Жарко, повелете. Здраво, Никола. Здраво, Жарко. Добре, вие како сте? Добре. Колку време се немаме видено? Неколку месеци? Неколку месеци. Да, почнавте да ми фалите. Минатата сезона. За втора понеделя на сега. Одлично. Како поминате минатиот пат? Ај освежете ми 300 евра освев. Супер, затоа вака насмејани доаѓате пак, кажи. Минус 15% данок, ама добро е сега. Да, не, видиш тоа не знав. Дека данокот го море. Сега денеска ќе имате шанса да ми го наплатите данокот, таман. Затоа дојдов. Да, верувам. Не знам што сте. Никола, дали има нешто ново во животот, што се случува кај тебе? Па тоа, се едно исто. Се едно исто, што е тоа? Куча посол. Да, целиот ден животот, дома е работа, дома е работа. Како на работа? Да, после летото. Па, одморите помина, сега Одмината, да, сега, тоа е тоа. нова сезона. Жарко? Стара па нова, ама исто како Исто е тоа, работа, дома е работа. Не ми се верува дека во животов се почна да се пронаоѓам во песната Куча посол. Како беше, се смеев, кога излезе, се смеев, излезе така живот. Тоа е кога ќе tudiri реалноста. За денеска подготвени? Се надевам, се надевам. Добро. Нема готово више, чим стапнавте тука. Да. Нема надевање, тоа е тоа. Или джа или бу. Шала шега на страна, ако сте подготвени, да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој. Откога ќе земе парите, ќе поздравувам. После ќе премува. Со фрлање пари, еве поздрав до сите, другари. Така. Никола и Жарко, да не ве деконцентрирам, почувате како предизвикувачи, ќе видиме до каде ќе стигнете. Ама сега моментално е ваша предизвикувачката кабина, повелете. Благодариме. Перо и Ласте, односно Никола и Жарко, се во нивните надпреварувачки кабини. Ајде сега, драги гледачи, сите заедно да ги провериме, да видиме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам за таа цел да исклучиме кабината на домакините. Никола и Жарко, дали се слушаме? Да, Да, добре, се во ред. Да. Ако имате некаков проблем, знаете, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно да прашате. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на Перо и Ласте. Дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Подготвени сте денеска за уште една интересна партија. Така е. Знаете, од минатиот пат, ако имаме некаков технички проблем да ми кажете, ако нешто не е јасно да прашате и немојте да брзате. Тоа се она што ми тежеше од минатиот пат да ви кажам. Перо и Ласте може да започнеме? Може. Ви благодарам. Драги гледачи, се уверивме сите во исправноста на нашите кабини, што значи започнуваме со денешното издание на Листа за 300. И денеска, како и секогаш досега, традиционално започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи:
Зборови што завршуваат со ба. Бараме зборови од 4, 5 или 6 букви кои завршуваат со буквите ба, односно БА и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови зборови. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Пери Ласте, дали ни е јасна темата? БА. Треба да ни се Б како Билјана и А како авијатичар. После мора вака да кажам да ги издвоам буквите за да не ме слушнете па или нешто друго па да направиме глупост. Никола и Жарко, дали 4, 5 или 6, така? 4, 5 или 6. Внимавајте на тоа. Само Перо Ласте, внимавајте 4, 5 или 6 букви. Да, ни 3, ни 7, ни 8, 4, 5 или 6 букви. И едните и другите обрнете внимание. Ете, драги гледачи, јасно им и на едните и на другите, расчистивме се што требаше да се расчисти, а вие веќе добро знаете дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Па ги ме замолам да исклучиме кабината на домакините, а Никола и Жарко, кога ќе имате понуда, кажете ни. 6. 6. Започнуваме со 6. 6. Не е првата понуда. 8. Две повеќе 8. 10. 10. 12. 12. 14. 14. 16. 16. 17. Него пак по два ќе одиме се. 17. Сега кажи, ја истото му го рекол. 18. 18. И ниф им го срушиме јако. 19. Кефот. 19. 20 страна. 20. 21. Едно повеќе 21. Нека одговарате. Те одговарат? Ајде да видиме. Никола и Жарко. Бараме зборови што завршуваат со ба на 4, 5 или 6 букви. Имаме 21 празно поле. Што значи тие 21 празно поле треба да ги спишеме со точни зборчиња на што завршуваат на ба. Кога ќе бидете подготвени, повели? Може и лични именки и држави? Не сме, значи не сме лични географски имиња, имиња на народи, компании и така натаму. Да, Лични зборства. Добро. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Времето Баба. не брзајте, имате времето, тоа ми беше муабетот. Баба. Баба. Омилениот збор на моите деца, баба. Голем поздрав до бабите, ве, да искористам, кои што ми помагаат, ни помагаат дома. Баба, точен одговор. Не сме да е грешен, баба. Верба. Верба. Верба, точен одговор. Врба. Врба. Така е, точен одговор. Б. Берба. Б. Берба. Така е. Д. Дарба. Д. Дарба. Така е. Ч. Чорба. Чорбичка, како би ни дошло сега. Чорба. Така е. Г. Гозба. Гозба. Со чорбата и гозба. Така е. Ми се допаѓа како размислуваш. Гозба е точен одговор. Ај, жаба. Со чорбата. Жаба. Жабја чорба. Жабја, чорба. Жаба. Така е. Слаба. Слаба. Така е. Проба. Проба. Генерал. Генерална проба. Така е. Роба. Роба. Така е. З. Злоба. За злоба, нешто што не му недостасува На нашиот народ. Да, на нашиот народ. И воопшто на светот во последно време. Риба. Риба, после злоба риба. Да утепаме злобата се на Риба, да. да. Руба како
Риба е точен одговор. Архаично е риба. Руба, да, мислам дека народни песни дека се користат тоа. Ајде да не знам. Ако има текно други зборови. Руба. Значи, руба. Творба. Творба. Така е, творба е точен одговор. Груба. Груба. Така е. Фалба. Фалба. Да. И тоа е исто многу модерно во последно време. Сите се фалат, колку се успешни што се направиле. Точен одговор. Соба. Соба. Така е. Делба. Делба. Така е. Уште 3. Најтешките. А по архаични зборови се рачунаат или? Како? Архаични зборови се рачунаат, моце? Ако го има во речник, брат, тако е. Пише. Чекај да геш. Ајде. Мисли имаме време. Имате време. Не, с првите зборови само ми ги. Господ го кажа? Да, го кажа го. Нека ќе почне после да ви ги читам. Торба. Торба. Торба, точен одговор, уште 2. Чекай, не се брза, не се полека. Руба златна ќе ни биде за на крај, архаичен збор. Груба, руба, фалба, соба, слаба. Го кажавме или слава е тоа? Слава. Слава кажав, Да, слава слава, кажав. да, добро. Ти заборавите некои зборчија што се ги кажавте претходно, јаки сте. Да бевте запалите, се ќе ме подсетев одма. Да, не знам. Да. 2-3 зборчиња ги заборавите. 2. Ајде, во. Мора да има некој. Има, веруете. Има уште многу. Перола, сте вас ви текнуват ли? Уште некој зборче, да. Немај да ми кажувате. Ајде, Никола и Жарко. Да, иначе ќе морам да почнам да бројам. Желба. 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 Така е, точен одговор. И Дилема сме за архаичниот збор малце. да, а друг ви текнува некој? Сега ќе смислиме. Ке измислиме ако треба кажа. Не име, тоа е зумба она, ама. Веќе кој именка е повеќе. Творба, кажа. Творба го кажавме, творба. Роба, проба, слава, слаба, жаба, гозба. Ајде, руба. Ајде, иде малце ризик е ова. Руба. Руба. За облек архаичен збор. Ајде да видиме. Руба. Руба краси, руба гнаси, така теше муабетот. Те сега да видиме кај нас што ќе се случи. Имавте тука, можете бараба да играте. Стои пред вас тука бараба. се зеза. Имавте, знаеш какви зборчиња, сега вака. Покрај ова бомба, борба.
Буба, кој што многу се мислите. Вежба, мислам, не личи визба, никаде. верба, врба, габа, гајба, галиба, глоба, градба, пота дажба, дарба, доба, жалба, покрај желба, нели, загуба, имаме колиба, краба, пломба, пота рмба, еден многу омилен збор за мене кој што секогаш го избегавам да рмбам. Пота роба кажавте, свадба, служба, тараба, туба и сиде, вие се одлучивте за руба. И сега што правиме, Жарко и Никола? Точен одговор. Више не знаеш, не можам и да ги лачам. Да, архаичен збор. Ко за идат грешен пред, вади го од овакво. Ке видите, нема. Етнолози сме ние. Етнолози дека сме Руба, така. Професионална деформација не е ова. Професионална деформација. Честитки Никола и Жарко, руба е точен, 21 одговор за вас. Што значи првиот поен го освојувате вие, но знаете дека ништо не е готово, имаме уште една лицитација, бидете внимателни во продолжение. Пери Ласте, може би овој пат требаше малце похрабро да изиграме, уште некој да додадевме, ке ги фатевме на време, ке нема време доволно да одговорат, но добро, те одиграте и ова, вака учиме. Само не се разочарувајте, внимателни вие во продолжение, се може да се промени за миг, вие тоа најдобро го знаете. А пред да продолжиме, уствари можеме да продолжиме понатаму, затоа што ги кажав оние зборчиња кои што завршуваат на ба и може да ги изиграат и нашите надпреварувачи, но нема никаква потреба. Преминуваме веднаш на второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи. Главни градови, чие име почнува на буквите А, Б или В. Бараме имиња на главни градови на суверени признати држави од Обединетите нации од целиот свет, чие име, преведено во наша транскрипција, започнува со буквите А, Б или В. Имињата на државите не треба да ги кажувате. Доколку името е од два или повеќе збора, се смета првата буква од првиот збор. Перо и Ласте, дали не е јасна темата? Јасно. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Перо и Ласте. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Никола и на Жарко, а Перо и Ласте, кога ќе имате понуда, споделите. Ајде, 5 нека бесте. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. 15. 18. 18. 20. 20. 23. 23. Колку? 23. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. И ги оставиме. Нека одговара. Нека одговарат, ајде. Вие денеска и тука решивте пензионерски да поминете, а? Ако не би се мешам во тактиката, Никола и Жарко, денеска е ваш ден да работите. Си знаработа Перо и Ласте, и Ние ќе се потиме. и во животот, и тука во листа за 300, сега е вашето време. Бараме главни градови чие име почнува на буквите А, Б или В. Рековме дека бараме главни градови од признати држави од Обединетите нации од целиот свет, кои во наша транскрипција името им започнува на овие три букви. Кога ќе бидете подготвени, може да започнете. Адис Абеба. Адис Абеба. Така е. Акра. Анкара. Акра. Акра. Така е. Не, добро. Добро. Вакво Асмара Еритреја, признаена е таа. Астана. Астана. Така е. Анкара. Анкара. Атина. Атина. Атина, да. Никој се научив како се акцентира правилно, тоа е тоа. Ајде, Белград. Белград. Така е. Букурешт. Букурешт. Точно. Будимпешта.
Будимпешта. Така е. Абуджа. Абуджа. Така е. Виена. Виена. Така е. Брисел. Брисел. Така е. Аман. Аман. Аман да. Аман више. Аман више, кажи. Така е. Берлин. Берлин. Точно. Богота. Богота. Точен одговор. Буенос Айрес. Буенос Айрес. Така е. Асунсион. 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 Така е. Не, Бразилија. 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 Така е. Вилнус. Вилнус. Така е. Бишкек. Бишкек. Така е. Виндух. Намибија. Виндух. Така е. Берн. Швајцарија. Берн. Така е. Амстердам. Амстердам. Точен одговор. Асмара. Уште 4. Како реков, извини? Асмара. Асмара. Така. Точен одговор. Антананариво. На Мадагаскар. Антананариво. Со 2 не. Кучите. Антананариво. 24. Точен одговор. Абуджа го кажа? Само Абуджа, момент чекай. да испишеме. Абуджа го кажавме? Абуджа, мислам дека да, само момент да проверам. Да, кажан. Да кажаме Абуджа. Уште 2 имате. Вадус. Вадус. Едно. Така е. Последно. Велингтон. Велингтон. Заборавивте Вашингтон е. Да, Не ме тоа. Да кажам. проклета е Америка, нели? Проклета е Америка, да. Или Ватикан, замисли. Еј, Па не, ми текна Ватикан, ама ај. Па Велингтон е точен одговор, Да не без ги величиме разлика. многу, да. Така, да немаш потреба, кога нема потреба да ги кажеме, не ги кажуваме што. Браво Никола и Жарко, одлично, немам никаква замерка за како ја поминат оваа тема, сметам дека позаслужен по едно од овој не можеше да биде. Буквално без застанување ги набројавте 26 колку требаше главни градови признати од Обединетите нации, кои што чии име по нашата транскрипција започува на А, Б и В. Честитки, ќе се дружиме и понатаму во денешното издание, ќе имате шанса да освоите парична награда, но пред да ве повикам, Пери Ластер. Супер надпреварувачи, можеби требаше малце похрабро денеска, Требаше, да. Не знам, можеби Заморот си го направи своето веќе, како да кажам, сите си знаеме, нели? Икс причини може да се фактор во овакви ситуации. Во секој случај, супер надпреварувачи. Земавте солидна парична награда, си заминувате со 200 евра, мислам си заминавте, со 200 евра ми земавте во текот на овие 2 изданија.
стекнавте, што е уште поважно, искуство кое што многу ќе ви ги олесни работите во следното учество во листа за 300, што искрено од се срце се надевам дека Ќе ќе се биде. пријавим секој. Перила сте, поздравете ги дома, се каните со здравје да си ги трошите освоените парички и се гледаме во следна прилика. Благодарам. А пред да продолжиме понатаму, да видиме што ќе направат Никола и Жарко, јас да ги прочитам само дел од оние главни градови чии име почнува на А, Б или В. Сега ќе пробам да издвојам, тука ги имаме Алжир, него кажа, Андора ла Вела, потоа Ашхабад, не знам да го каже или не, Багдад, Баку, Бамако, Банги или Бангви, потоа Банкок, Бейрут, Белмопан, Бисау, кај се чекај да видам други кои ги имаме, Братислава, исто така не ја кажа, Букурешт, другите ги кажавме, Ватикан, а може би кажа некој од овие, не е важно. Вашингтон, Виентијан кажа, тие се тие. Не можам да извам, кажа доста. Севкупната бројка е 51, мислам 51 главен град имам издвоено, они кажа 26 повеќе од пола. Браво за нив. А сега, драги гледачи, како што реков, ќе ги повикам тука Никола и Жарко да ми се придружат на главната сцена и ќе ги соочам со темата од нашата листа. Дали и колкава ќе биде паричната награда што би ја освоили или ќе ја освојат, останува сите заедно да дознаеме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Жарко и Никола ми се придружија тука на главната сцена. Јас само да досредам темата, да не ми избега. Имаме многу интересна тема подготвено за денеска. Тука локална што се вика. Наша тема. Но пред да ви ја кажам темата на брзинката, само да прочитаме низ нашата листа, која што е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме нели со точни одговори за да земеме на максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори би следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 и за 15 точни одговори си заминувате со 300 евра. Жарко, Никола, дали сме подготвени да слушаме темата? Да. Како сме со спорт? Со главни градови, географија, очигледно супер сте. Добре сме спорт. И спорт се добри. Ајде да видиме. Сега, слушајте добро вие, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема фудбалски прваци на првенство или освојувачи на Купот на Македонија. Бараме имиња на наши фудбалски клубови кои биле шампиони, односно освојувачи на првенството на првата македонска лига, како и на оние екипи кои го освоиле Купот на Македонија. Доколку некоја екипа ги има освоено и двете, можете да кажете само еднаш. Значи, од осамостојувањето сите шампиони и победници на купови. Да. Добро. Оди си слободен. Да, така же. Дој седи си тука, неки седи, ќе слушам некој. Дојди, седи вака. Може тамо да седнеш. Почнуваме со недобриот, со Вардар. Со Вардар? Да, чекај за Вардар, кога е стануваме. Мора да се стане. Кај се баките? Вардар, најтрофејниот клуб во Македонија, точен одговор. Сега да испоштуваме и вашата телевизија, Силекс. Ајде, Силекс. Значи, Вардар и Силекс екипи кои били и шампиони и освојувачи на Купот. Да. Силекс, абе, побрзајте Силекс кој го беше. Така, точен одговор. Слога Југомагнат или денешно Шкупи. Југомагнат. Да. Пошто има освоено и како Слога и како Шкупи. А не знам дали може и двете или? Па, под различни имиња, да. Така е Слога. Југомагнат исто така екипа која што била и освоиш на шампионат и на Првите 3 титули Вардар, па 3 Силекс, па 3 Слога. Ајде идеме работнички. работнички. И работнички на истата ова... Абе, ние, чекаме 450 евра, ја се занесов тука со... Значи, одиме понатаму, поеш од јас. Више отидов. Така, да. Така е работнички, точен одговор. По хиерархија ќе идеме победа, прилеп победа, витаминка беше на времето, Значи, победа. сега ги редиш ти сите екипи кои биле ги шампиони и на куп освојувачи. Така е? Хиерархиски. Хиерархиски, да. Пелистер има куп, нема титула. Пелистер, така има куп, нема титула. И види кој прати наше време, браво за... Они опачки ми века. Така е, и 100 евра сека е вас, многу заслужено. Ајде идеме од куповиве. Тетекс. Освојувачи на куп, Тетекс. Војводи. Тетекс, точен одговор. Поздрав до Војводи Тетекс. Тетово. Идеме... Тете ми долги години беше доктор на Тетекс. На времето, што Југославија и почета Јаки во беа брзоста многу постигла. Тетекс, Да. Идеме Тиквеш.
Тиквеш. Исто освојувачи на куп минатата сезона. Така е, поточно не може да биде предината. Така. Точен одговор и за 150. За 150, ајде Металург Скопски, он има освоено куп. Така е. Исто така, многу точен одговор, одма можам да кажам. И 150 евра се ваши. Не знам тебе зашто ти пружам рака иска. Спортскиот дел готово. Да, купирате како парција во оваа ситуација, таа е екипот, така. Ајде идеме вака. Македонија Ѓорче Петров. Македонија Ѓорче Петров е исто така екипа која го освоила и шампионатот И купот. и купот. Купот неколку пати, да. Идеме Така. Академија Пандев, Академија Пандев. тимот на нашата легенда. Така, они се освојувачи на купот. купот на Македонија, Академија Пандев Брера. Берера. Ајде и Така е. Струга 3 милион. И Струга. Струга е екипа која била шампионат, ама нема овакво Нема куп. Да. Изгубија лани финалот, да. Така е и 200 евра се ваши. 200 евра. Уште малце ќе имате пари да си купите клуб. Само момент сега. Ки излезе некој сега пак без пари Ќе излезе, чекај, само пред овакво. Шкупи. Пред банкрот. Шкупи, ако не го признаат, Шкупи, Шкендија и Башкими. Само малце. Малце. Ао, Цементарница. Цементарница освоја куп. Одиме понатаму. Одиме, да. Добро. Цементарница. Цементарница. На оваа тема искрено треба јас него да му верувам повеќе некој од мене. Ама добро. Така е. Цементарница има куп. Цементарница има освоено куп. Точен одговор, уште да почнеше по години да ми кажеш кој кога зове, ќе го оставе овој ќе се отиде, искрено да кажам. Може на опачки да ги Чао. кажува дури. Не мора, ќе ме збуни мене тука како ќе ги барам. Ајде Шкендија. Шкендија. Шкендија исто помеѓу оние екипи кои освоиле и шампионати и има куп, така и титула и куп. И Башкими, Куманово имаат куп само. И Башкими точно така имаат само куп. И кои две екипи само не ги кажа, брат, дај сега Ќе ги кажав Шкупи, ако го важите посебно. Така, го важиме и И уште една. уште една фали. Една минута. 17 имам тука. Утекне, чекај. Чекај, ја не знам кој ми фали, ја барам, не дека да знаат. Чекај да малце и вие чекајте. Кај се брзате. Шкупи едната. Прегалница, не. Ау, да. Да не се мачиш, Ренова и Шкупи. Ренова, да, Ренова. Ренова, ја барам Ренова има титула, да. Фала режија, ќе барам дутре екипата, сериозно. Не можам да најдам која, дури 5 пати проверам тука. Да, Ренова има титула, да. Така е. Честитки, одлична партија, искрено. Втората лицитација и последната тема ги изиграте феноменално, буквално искрено кажам, профи. Не знам зашто го запали в таблетот, ги кажавме сите екипи кои што ги освоили и куповите и шампионатите во Македонија. Што значи, драги гледачи, дојдовме до самиот крај. На моје огромно задоволство се дружиме во следното издание на нашиот квиз. До тоа ќе имате време да се подготвите на уште некоја тема. Ако имате потреба, ако не учивајте, трошете си ги парите. А вие, драги гледачи, уживајте си во комфорот на вашиот дом, гледајте телевизија Сител, секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. И не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!